Осогово упорно и искрено се мачи на теренот, но никако да дојде до првите бодови во првенството од втората лига на Македонија. Жолто-сините знаат да прикажат максимална борбеност и желба, меѓутоа неискуството и ограничениот ростер од фудбалери се цената која засега барем клубот скапо ја плаќа. Тоа се покаже на дуелите против Тетекс, потоа против Башкими и на последниот против победа во Прилеп, каде домакините повеќе на сила отколку со фудбалска игра стигнаа до 3 бода, а гостите незаслужено останаа без нив. Но долго е првенството, не треба да се губи надеж, туку од надпревар во надпревар да се напредуваат, да се кажалат децата на Осогово и да се научат да победуваат кога се послаби од противникот. Еве ги резултатите од четвртото коло кој донесе многу изненадувања. Победа Осогово 1:0, Охрид неочекувано загуби од Вардар Неготино со резултат 2:3. И тоа се први бодови за неготинчани. Во Скопје Караорман 2:1. А Ресими претрпе неочекуван пораз од Кожув со 0:2. Пелистер не успеа да го скрши отпорот на Детонит Плачковица, па на преварот заврши без голови 0:0. Беса според планот ја победи Каменица Саса со 2:1. Тетек се поразен од Новаци со 0:2, а Башкими од Беласица со 0:3. Следното пето коло се игра на 16 септември кога Осогово ја пречекува екипата на Охрид Лихнидос и тоа е нова можност осоговци да ги прокнижат првите бодови во новото првенство.